Šumata, kako moćno složen sistem na klima, počva, geološka podloga, konfiguracija i neživi organizmi, šumski drvja, drug rastitelen svet, životni i mikroorganizmi, nastanala dolg istorijski proces milijarda godini. Šumata predstavува ekosistem во кој секој член на многобројниот свет на живи организми има определена улога и ево привидна рамнотежа во однос со другите членови на заедницата. Токму затоа шумскиот екосистем е стабилен, способен сам да се репродуцира и непрекинато да се усовршува. Во времето на појавата на денешниот човек од пред 40.000 години на земјината топка, на Балканот, па и на територијата на денешна Македонија, имало пространи шуми. Во нив владеела борба за живот на единките, а во вкупниот биланс владеела хармонија и совршена рамнотежа. Веќе во помладата камена ера, пред околу 10.000 години, со преминот од лов на земјоделство и сточарство, започнало палење на шумите во разни делови на нашата територија, но прво во долините, крај реки и езера. Уништувањето на шумите земало се поголем замав со зголемувањето на бројот на населението. Веќе во периодот на античките грчки држави и со создавањето на Римската империја пред 1500 години, се евидентни голини и настрмни терени околу населбите Хераклеја, Стоби, Скупи, Баргала и други, како и крај патиштата што биле изградени низ Македонија, Вија Игнација, по долината на Вардар и други. Со доаѓањето на словените на Балканот и во Македонија, 6, 7 и 8 век, брзо се зголемува бројот на жителите, а со тоа и потребата од храна, населби, комуникации и така натаму. Шумите забрзано се сечат, се копачат или се палат заради создавање обработливи површини за пасишта, за изградба на населби. Развојот на занаетите и рударството бил проследен со зголемена потрошувачка на дрво и со забрзани сечи. Во периодот на турското владење не постоел никаков закон за шумите. Тие биле ничии и секој можел да ги сече и да ги уништува според своите потреби и желби. Тоа е период на забрзано уништување на шумите. За време на градбата на железничката пруга Скопје-Солун, шумите се сечени за прагови. Како погонско гориво се користени дрво и дрвениот јаглен. Шумските површини и натаму се претвораат во земјоделски и пасишни предели, напоредно со забрзаниот растеж на населението. Имаме приближно точна проценка на површините под шума на територијата на Македонија во сегашните нејзини граници. Површина 2.500.000 хектари и процент на шумовитост. 1750 година шума на хектар 1.400.000. Шумовитост 55%. 1850 година 1.250.000 хектари. Шумовитост 50%. 1950 година 888.000 и 35% шумовитост. Според увидот во сегашната состојба, шуми и шумски земјишта во Македонија има околу 1.250.000 хектари и реалната шумовитост треба да изнесува 50%. Постојаните 887.500 хектари обраснати со шуми во Македонија се со мощно различен квалитет.
Според квалитетот, тие различно се дрвно продуктивни и различно ги обезбедуваат општо корисните функции. Еден показател за степенот на општо корисната функција е дрвната резерва на хектар. Сведувајќи ја реалната шумовитост според квалитетот на шумата, Социјалистичка република Македонија сега има само 15,1% шумовитост, наместо привидните 35%. Општата слика на шумовитоста се влошува, кога ќе се приклучат 412.000 хектари голини, со сите негативности што ги поседуваат за човековата околина. Од крајот на Втората светска војна наваму, многу е сторено за да се осознае вистинската вредност и потреба од шумата за заштита и унапредување на човековата околина, како и за материјалните ползи од шумите. Благодарение на залагањето, предимно на многобројните ентузијасти и љубители на шумите, на шумарските стручњаци, многу е сторено да се намали оштетувањето на шумите. Многу е сторено и за враќање под шумска покривка на шумски земјишта, познати под општо име горини. Сепак, шумскиот фонд се уште е мощно загрозен. На многу места и од многобројни причини постојано се врши напад на шумите. Одреден број причинители ги правдаат своите уништувачки дејности врз шумата со одредени неопходности, без претходно да размислат и да најдат попогодни решенија и можности за поштедување на шумата. Како пример ќе ги наведеме: изградбата на инфраструктурни објекти, патишта, железници, далноводи низ шума и при постојање можност таа да се заобиколи или наместо уништеното да се создаде ново со иста функција. Градба на населби, кампови, летувалишта и други објекти со ископачување на најубави делови од шумите. Градбата на индустријски објекти, магацини, фарми, стоваришта и слично во шуми, при можност да се градат надвор од неа. Шумскиот екосистем често е загрозен од работниците што стопанисуваат со шумата. Неправилна сеча на стебла, претерана употреба на хербициди за борба со плевелите, употреба на инсектициди во борба со каламитет од штетни инсекти. При излекувањето стебла, при нивниот дотур до камионскиот пат. И покрај големиот напредок на сточарството, создавањето модерни фарми и така натаму, овчарството, особено индивидуалниот сектор, е ориентирано кон паша во шума во поголемиот дел од вегетационата сезона. Се уште сточарството е мощно екстензивно. Шумите се сметаат како природни пасишта. Причинители на најголем број шумски пожари се сточарите, особено во рана пролет. Туристите, камперите, летувачите и другите, освен со предизвикување шумски пожари, шумата ја оштетуваат со сечење, корнење подмладок, фрлање отпадоци и така натаму.
Bespravните сечи се голем проблем за одржувањето на шумите, особено во близина на населбите во ридско-планинските региони. Се цени дека количеството на дрвја исечени и однесени од шумата со бесправни сечи достигнува 10% од обемот на редовните годишни сечи. Меѓутоа, при бесправните сечи се нанесува огромна штета несразмерно поголема од пазарната вредност на однесеното дрво. Се уништуваат стебла во најинтензивен пораст, се остава да гние дел од стеблото, се сече високо, човечки бој, се кастри на глава за лисник, се нарушува структурата на насадот. Потребата од јакнење и ширење на шумскиот екосистем произлегува од неговите општокорисни и стопански функции. Така, општокорисните функции се огледуваат во смалување и спречување на ерозијата, спречување појава на лавини и свлечишта на земјата. Ги ублажува климатските екстреми. Го смалува дејството на преострите и силни ветрови. Ги зголемува врнежите за 20%. Го зголемува слободниот кислород, ги собира прашинките и смогот во лисјето на короните. Шумата заштитува од радиоактивно зрачење, ги подобрува условите за водење на одбранбена војна, многу придонесува за развој на туризмот и рекреацијата, штити од преголема врева. Шумата придонесува за разубавување на природата и нејзините пейзажи и влијае врз културното и уметничкото творење. Овие вредности на шумскиот екосистем се најмалку 10 пати поголеми и позначајни од стопанската продукција на шумските екосистеми, кои кај зачуваните екосистеми се од големо стопанско значење, пред се како суровинска основа за развој на дрвната индустрија. Сите овие моменти јасно укажуваат на потребата од јакнење и проширување на шумскиот екосистем во Социјалистичка република Македонија, кој е многу дефектен и оштетен, како по површина, така и по квалитет. Последиците од уништувањето на шумскиот екосистем мораат да бидат катастрофални за еден народ или земја. Така, еден турски современик констатира дека ниту една војна или природна катастрофа на Турција не и нанесла толку голема штета, колку што се штетите од уништувањето на шумите. Социјалистичка република Македонија е ридско-планинска земја, со средна надморска височина од 820 метра, а височинската дистрибуција на површините е до 500 метри надморска височина 30%, од 501 до 1000 метри надморска височина 40%, од 1001 до 1500 метри надморска височина 24%, над 1500 метри надморска височина 6%. Површината на компактни реони полиња по котлините изнесува 11%, а вкупната површина на рамнини изнесува од 18 до 20%. Тоа значи дека околу 80% од површините во Социјалистичка република Македонија се на стрмни наклони, по кои е можна појава на ерозија, ако не се заштитат. Од тој аспект се поставува прашање: која е таа оптимална потреба од пошуменост, што ќе биде сообразена од една страна со карактерот на релјефот ридско-планински, а од друга страна со растечките потреби од дрво во иднина. Досегашните истражувања во тој правец покажуваат дека според орорелјефните услови, шумовитоста се пресметува на 49,8%, а според постојните потреби од дрво, шумовитоста треба да биде 51,2%. Сегашната шумовитост изнесува 34,9%.
Najmnogu šumovitosta treba da se zgolemuva vo pojasot od 500 do 1000 metri, skoro su ist procent vo pojasot od 1000 do 1500 metri i do 500 metri, a najmalku nad 1500 metri nadmorska visočina. Покрај напорите што произлегуваат од потребите за зголемување на шумскиот екосистем по површина, треба да се вложуваат исто толку големи напори за квалитетно подобрување на постојниот шумски екосистем. Постојниот шумски екосистем е самоделумно способен да дава трајна и ефикасна заштита на човековата околина. А тоа, како што рековме уште на почетокот, значи дека реалната шумовитост од аспект на заштитата изнесува само 15,14%. Согледувајќи положбата на шумскиот екосистем, Собранието на Социјалистичка република Македонија, врз основа на претходно подготвена документација, донесе две посебни резолуции. Една за долгорочниот развој на шумарството за периодот 1971-1990 година и друга за долгорочната мелиорација на голините со пошумување за периодот 1971-1990 година. Во последно време во подготовка е варијантата за развој на шумскиот екосистем со согледување до крајот на овој век. Со резолуциите и подготвителните проекции се цени таков развој што треба да доведе до битни позитивни промени во состојбата на шумскиот екосистем по површина и квалитет, со што необично многу ќе се подобрат заштитните функции. Шумскиот екосистем, обрасната површина, се зголемува од 877.000 хектари во 1970 година на 1.136.000 хектари во 2000 година, со што шумовитоста пораснува од 34,9% на 44,6% и ја постигнува оптималната големина. Суштински промени настапуваат и во квалитетот на шумите. Така, високите стабилни шуми се зголемуваат во однос на 1970 година за над 2 пати. Приближно толку пати се зголемува и површината под лабилни шуми, додека нестабилните шуми до крајот на овој век треба да исчезнат, односно, тие ќе бидат зафатени со процесот на реконструкцијата. Со зголемување на биомасата се зголемува и продуктивноста на шумскиот екосистем, што изнесува 2 пати во однос на 1970-2000 година. Пред се, поради забрзано внесување и голисни видови во шумите кои се попродуктивни. Оно што најмногу радува и ветува, суштински дострели во јакнењето и проширувањето на шумскиот екосистем во целина е започнато остварување на долгорочната програма за развој на шумарството и пошумување, мелиорација на голините преку среднорочните планови.
Така реализацијата на општествениот план за периодот 1976-80 година е следнава, низ општи показатели. Пошумување голини 10.000 хектари, предвидено за 1976-80 година. Остварено 28.560, процент 357. Пошумување во шума 5.500 хектари, остварено 5.743, процент 108. Одгледување шуми 134.250, остварено 64.339, процент 60. Уредување шуми 100.000 хектари, остварено 100.000 хектари, процент 100. Остварувањето на општествениот план за развој на шумскиот екосистем е над предвидувањата, а особено е значајно пошумувањето на голините. Веќе се надзираат контурите на големи млади и голисни шуми околу градовите Скопје, Титов, Велескрива Паланка, Штип, Делчево, Пробиштип, Кочани, Виница, Берово, Битола, Прилеп и така натаму. Меѓутоа, она што загрижува во овој момент е тоа што заостанува одгледувањето на шумите. Тука спаѓа и мелиорацијата на деградирани шуми и грмушки на површина од 372.000 хектари. Овие површини се оставени без посебен општествен третман, бидејќи шумските стопанства не можат да обезбедат средства за интервенција во нив. Проширувањето и квалитетното подобрување на шумскиот екосистем е императив на нашево време, заради чување и заштита на човековата околина. Општествениот третман на шумскиот екосистем се повеќе им дава значење на заштитните функции на шумскиот екосистем, а како резултат на сознанието дека за производно-стопанските категории на шумата, дрво и други користи, можат да се најдат решенија и со увоз на недостигот, додека општокорисните функции на шумата, заштита од ерозија, порои, поплави, ублажување на климата, производство на кислород и така натаму, не се увезуваат и со тоа представуваат непроценлива вредност. Нашето општество стои на стојалиште дека со проширувањето и јагнењето на шумите по квантитет, со зголемувањето на продукцијата на биомасата и незината содржина, на најоптимален начин се обезбедува усогласување меѓу производната и општо корисната функција, меѓу заштитата на природата и шумарството, што низ научно-практичните достигања на најразвиените земји е докажано низ формулацијата дека биолошки стабилните продуктивни високи шуми имаат поголеми општокорисни функции од стопански неактивните, интактни, негибнати шуми и прашуми.